Здраво, девици, ова ќе бидат вашите тарот пораки за февруари 2026. Првата порака за вас, девици, е така малку со една потешка енергија. И јас гледам дека многу девици овој месец ќе бидат загрижени за нешто поврзано со некаков договор. Не знам, за сите е различно. Јас чувствувам дека за некои девици ова е поврзано со договор кој вие сами сте си го склучиле со себе си. Може би со себе си сте седнале и сте одлучиле нешто да направите. И буквално така, тоа сте го направиле како договор со себе си. Ова ќе го направам и крај. И сега, додека се одвива нешто во кое вие сакате да го направите, вие губите верба, губите надеж дека можете да го издржите, дека можете да го износите и да го направите, и почнуваат да ве напаѓаат грижи во врска со ова. Се плашите дека нема да може да си достоите на зборот. За некои девици пак ова е договор со Бог, со универзумот, со нешто што ви е вам свето, може би со вашето повисоко јас, не знам. И вие сте се договорили дека јас ќе направам вака, а очекувам од тебе, очекувам од вас, очекувам од Бога, очекувам од животот вака и вака. Може би нешто поврзано со религијата, вие што сте повеќе религиозни, може нешто со Бог сакате да направите, некој договор, некој пакт, вие ќе направите вака, а од Бог очекувате нешто друго. И сега во февруари ќе видите дека некако дали вие, вашиот дел од договорот не можете да го исполните, или пак се плашите дека повторно, затоа што не сте прв пат во оваа ситуација, повторно другата страна нема да си го исполни своите услови од договорот. Нешто такво е поврзано со некаков договор, дали вистински, реален, потпишан на документи, или пак договор со нешто, со себе си, со некој, некаков договор во вашиот ум што сте го направиле, и се е тоа поврзано со грижи, затоа што вие се плашите дека некој овде нема да може да си ги исполни, да си ја оствари својата страна, да си исполни својата страна од договорот. Многу од вас пак се грижите дали вие ќе можете да достоите на зборот за нешто што сте го ветиле, може би пред децата, може би пред најблиските, пред родителите, пред партнерот. Некакви грижи ќе ве нападнат во февруари во врска со тоа дали вие ќе издржите во нешто. Следната порака за девиците е порака каде гледам јас дека вие во февруари ќе се откажате од нешто или ќе абстинирате од нешто. И сега, од што се откажувате, не знам, за сите е различно. Некои од вас се откажувате од некаква ваша од некаков порок, може би едноставно сакате да престанете да пушите цигари, едноставно сакате да престанете да пиете нешто, да конзумирате нешто, или пак сте на некакви диети, пак ќе мора да се откажете од одредена храна, од одредени пијалоци, и ова е нешто што сами сте си го одлучиле, нема никаква поврзаност со здравието, или дека некој ви кажал дека морате. Нема такво нешто, не гледам, ова е нешто што сами сте си одлучиле да го правите. И тоа е добро, меѓутоа за некој од вас гледам дека вие пак се откажувате од вие абстинирате. Меѓутоа гледате да не се откажате од убавиот дел на животот, затоа што јас мислам дека некои од вас сакате да се откажате од веселби, од собиранки со пријатели, блиски, роднини, вие се откажувате. Или пак вие во февруари, може би девици, ќе имате такво чувство дека сте почнале да се откажувате од животот, од оној убавиот дел на животот. Вашиот живот станува некако како рутина и вие сте се откажале и се откажувате. Не гледам грижи, не гледам дека нешто
ви пречи. Јас сепак мислам дека ова е една ваша лична одлука и нема ништо со тоа дека вие сте принудени или преморани на вакво абстинирање од нешто. За други девици пак ова е порака дека вие во февруари ќе почнете нешто ново, ќе влезете во некој нова етапа или ново нешто во вашиот живот, или ќе влезете или самите ќе си го приредите ова ново и сега вие ќе чувствувате дека во ова ново повеќе нема место за ништо старо и ништо досегашно што ви се случувало. Можеби повеќе нема во вашиот живот место за некои луѓе, ќе бидат отстранети од вашиот живот со ваша одлука свесна, нормална, а можеби пак нема место во вашиот живот и во ова ново во кое сте влегле повеќе за одредени ситуации кои досега ви се случувале. Некои пак девици во февруари ќе има малку период каде ќе се почувствувате дека животот периодов е малку нефер кон вас и ве става во една изолација, во една ситуација каде што сте сами осамени, сте далеку од најблиските, сте далеку од убавите моменти со најблиските. Така, еден таков период каде ќе се почувствувате дека сте сами и отфрлени. Следната порака за девиците е порака за чувство и повторно. Јас гледам дека февруари ќе биде малку емотивен месец за вас. Се е поврзано со некои емоции, со некои чувства, со некои доживувања. И повторно еве и овде гледам дека вие ќе се чувствувате во некој момент од февруари ќе почувствувате потреба дали да продолжите со тоа што го правите, затоа што некако не ви донело многу лично задоволство. Може би ова што го правите досега е нешто што ви донело многу пари, ви донело многу успех на приватен, на професионален план. Меѓутоа, некако ве повредува. Не знам како ве повредува, ја гледам дека ве повредува. И сега вие ќе почнете да размислувате во февруари дали ова вреди да се продолжи, затоа што да, успесите се тука, меѓутоа во душата, емотивно некако не сте задоволни. Може би на работа, да, може би работата што ја работите, да, носи многу пари, носи многу успех, меѓутоа вие некако сте повредени овде. Буквално ова е повредено срцето вие. Ако не е пак во работата, може би е во љубовта нешто. Правите нешто, постојано нешто правите, да, добивате пофални зборови за тоа, добивате почит во врска со тоа, меѓутоа повторно вие нешто сте повредени. Може би едноставно сте во ситуација во која не сакате повеќе да бидете или пак сте со луѓе со кои не сакате да бидете. Некакво било ова за вас некаков предизвик, може би. Сте си го оствариле, сте си го исполниле и сега едноставно гледате дека па нема поента да се продолжи. Во било што може да биде, во било кој дел од вашиот живот. Имало некаков предизвик, сте скокнале во тој предизвик, сте си го оствариле, сте добиле што требало да добиете, сите успеси сте ги собрале, меѓутоа сега размислувате дали да се продолжи или не, затоа што од овде навака не ви дава, не ви носи никакви други задоволства ова нешто. За други девици ова е ситуација каде вие да правите многу, вложувате многу, се изморувате, не се изморувате, сакате вие да го правите без разлика колку е напорно или колку бара од вас. Меѓутоа, овде вака нема со кој да споделите нешто, нема со кој да се радувате на успехов, нема со кого. Може би сте во една фаза вие во февруари каде ќе почнете да размислувате дали треба повеќе вие сами да го правите ова нешто или треба да вклучите и некој друг или треба веќе да смените
позиција, ситуација и да правите нешто заеднички со други луѓе, дали со семејството, дали со партнер и дали воопшто вие ќе почнете да размислувате можете сами или сега веќе е време да влезе некој друг човек, друга личност во вашиот живот. Следната порака за вас, девици, е порака една ситуација во која вие изненадно ќе влезете и ќе откриете нешто. Сега ова што ќе го откриете нема баш да ви израдува, затоа што вие ќе откриете дека позади вашиот грб се правеле работи кои не биле дозволени, не сте ги вие дозволиле. Може би да е во љубовта, да може некој позади вас правел нешто што вие не го одобрувате и не го оправдувате и сега ќе бидете во февруари малку тажни, малку разочарани, ќе мислите дека овде има многу тајни, овде имало многу ситуации за кои не сте биле свесни, едноставно можеби па не сте биле присутни толку ментално или физички некаде во некоја ситуација за да видите како се одвивале нештата и сега сте само изненадени дека не биле така како што вие сте ги замислувале. Можеби вие сте изненадени затоа што вие не реално сте погледнале на ситуацијата. Или пак за некои други да, едноставно некои луѓе зад грб нешто ви правеле. Може да е ова и на работа, не значи дека само во љубовта може да биде, може и во работата. Вие изненадно ќе се појавите во некоја ситуација и во некој момент каде ќе видите дека некој позади ваш грб правил работи со кои ви наштетиле вам и нема да бидете среќни за оваа ситуација, ќе бидете реално разочарани, не сте очекувале. Можеби пак вие девици едноставно не очекувате дека некои луѓе нешто прават. Вие едноставно можеби сте влегле во ова со една слепа верба дека нештата треба да бидат такви, зашто вие очекувате да бидат такви, не знаејќи дека можат да бидат и поинакви и вие не се прашувате за тоа, едноставно тие се поинакви. И тоа ќе ве разочара, некако многу ќе ве разочара, не знам, ќе ве растажи. А пак за други од вас, пак повторно ќе кажам, има некоја ситуација каде што вие изненадно ќе влезете во ова, ќе влезете во овој момент, ќе упаднете едноставно во ситуација и ќе видите дека може би пак ако е ситуација каде што се вклучени повеќе луѓе, вие и некои луѓе или еден човек, ќе видите дека вие тоа што го правите, другите не го прават, другите прават нешто спротивно на тоа или пак вие давате многу во оваа ситуација, а некој друг не дава воопшто ништо, иако наведум се прави дека дава подеднакво исто. Може и тоа да е, може не се никакви лаги или нечесни работи, едноставно ќе видите дека од другата страна влогот не е ист. Да, може да биде и на работа, во бизнис, во партнерство некоја или пак во љубовта. Влогот не бил ист. Она што вие го давате, другите не го давале. И последната порака за вас, девици, е некако јас можам буквално да поврзам со секоја претходна досека. Зошто? Затоа што ова карта ми кажува дека вие ќе ставите крај на нешто. И сега, како можам со се да поврзам? Така, на почеток ви кажував дека вие не можете од нешто да избегате, од себе си да избегате, од вашите мисли кои оптеретуваат дали некој договор ќе успеете да го завршите. Епа, ја поврзувам со тоа на начин што вие ќе пукнете во февруари, нема да можете овој притисок ваш ментално внатрешен да го издржите, ќе пукнете и ќе ставите крај. Или ќе престанете да мислите толку негативно, или ќе го раскинете договорот кој повеќе не може да го поднесете. Договор, кажувам, може да е секако внатре, лично со вас самите, за нешто. Потоа може да ја поврземе со другите пораки кои ви ги кажав, некада вие сами правите нешто, сте влегле во нова ситуација и таа нова ситуација вас некако како да сте абстинирате или пак се откажувате од многу работи во животот повторно
во февруари ќе пукнете и ова ќе престане. Може едноставно нема да можете да абстинирате од ова, од кое што сте се решиле, или пак нема да можете вие да се откажете од некои убави моменти од животот. Едноставно не сакате да се откажете од такви моменти, вам ви е потребно сето тоа и нема да се откажете. По тоа што споменавме дека сами правите за себе, да, имате многу успеси на темата, меѓутоа сте сами и тоа ве повредува. Ипа, ќе направите нешто навистина неочекувано, драматично, големо и ќе го продолжите животот, можеби со некоја нова личност. И последно, каде што споменавме дека во вашиот живот се правеа некои работи, некој ви правеше нешто зад грб или пак од друга страна не добивавте за возврат оноliko колку што дававте, ете и тоа ќе заврши, ќе ставите крај на тие ситуации, крај на луѓето кои ви прават нешто зад грб. Нешто ќе заврши. Или пак воопшто некоја голема ситуација ќе заврши, меѓутоа крајот нема да биде така мирен и тивок, ќе биде бучен, нешто громогласно ќе биде за другите луѓе ова. Крај, јасен, остар и еруптивен, некако ќе ги исплаши можеби другите луѓе овој крај што ќе го приредите, меѓутоа таков е и тоа е тоа. И тоа би било тоа за сега, девици, и до следното видео. Чао, чао!